Take heart, we'll always be around. Take heart, we'll never let you down. Take heart, everybody, let's count down. Campers and cousins collecting hearts by the dozens. You know that cute as a dolphin. Sailing on a cloud of company. The campers and cousins fly with me. Много ми е мило, що си да паднахте. Зошто чудесна? Бидејќи вечер во абонанцата со стомачните значки. А што ќе правиш со цела бонанца од значки, а? Не, она абонанца со стомачни значки. Но, вие морате да знаете за неа. Сите имате значки на стомаците. Звини, Душо, но ние порано кога живеевме тука немавме бонанца со значките. О, тоа е многу прекрасно. Ке имаме голема забава и потоа кога ќе се стигне ќе го осветлиме небото со нашите моќи од значките. А оваа година ќе биде најдобрата абонанца на сите времења. О, зошто чудесно? Две причини. Прво, откако чекав цела вечност, конечно ги добив моите моќи од значката на стомакот. Сега јас ќе бидам во абонанцата. И втората? Бидејќи сите вие сте тука и бидејќи никој во грижливата земја ги нема видено моќите на вашите значки, ќе бидете врвни од нас на абонанцата. Да, роднините ќе донесат бонанцата. Еј, тргам да видам дали им треба помош околу забавата. Ќе дојдете? Покажи ни каде да одиме, чудесна. Грижливите мечиња се поканети на бонанцата со значките, роднините се поканети на бонанцата со значките. А што е со мене? Зошто мене не ме канат на бонанцата со значките? Да, може би ќе добиев покана за забавата ако бев подобар тип, ама ете, едноставно не сум и нема. Ете така. Ама бидејќи не сум поканет, ќе смислам начин како да им ја уништам таа бонанца. Ова е тоа. А што е ова? Овде роднините на сите ќе им ги покажат моќите на нивните значки за прв пат вечерва. Дали ова малечко мече сериозно? Сигурно, оваа бонанца ќе биде навистина шокирана од нашите брилјантни значки. Веселко, официјално ќе ги ставаме роднините во големото финале. Сјајно! Сега кога вие четворица сте во програмот, тоа ветува дека оваа бонанца ќе биде најимпресивната на сите времења. Ниједна мечка нема да сака да ја испушти. Во права си, Хармони, ќе се погрижам сите мечки во грижливата земја да знаат за нашите специјални гости. Момци, вие ќе бидете одлични. Се гледаме на бонанцата. Сега, роднини, како специјални гости на бонанцата, треба да се одморите за да бидете спремни. Хармони, имаш ли некои научни докази дека моќите на значките се подобруваат со малку дремка? Мислам дека сите треба да ги изчистиме нашите глави да бидеме подготвени. Одмор, бљак. Со оглед на тоа колку сум возбуден, мислам дека физички не е возможно да се одморам. Еу, баш убаво што ве гледам сите. Ова е наш брод, зверче. Паметиш? Да, но зарем не треба да собирате грижливи срца или нешто? Всушност ние се обидуваме да се одмориме за нашето големо деби вечерва за бонанцата на стомачните значки. Деби? Што мислите со тоа? Па на сите мечки ќе им ги покажеме моќите на нашите значки по прв пат. Точно, големото финале ќе го направиме на вистина големо. Вау, застанете малку, на вистина? На вистина? Не мислите дека ве поканиле да настапите бидејќи се чувствувате малку отврлени? Чекај, бидејќи грижливите мечки мислат дека мора да ни дадат да настапиме? Не, според нивното однесување тие дефинитивно изгледа дека вистински сакаат да бидеме дел од бонанцата вечерва. Или може би ве поканиле бидејќи моќите на грижливите мечки се одлични и во споредба со нив моќите на роднините не се толку одлични. Од мојките на нашите стомачни значки ќе им се разбушави крзното. На вистина?
Споредено со сончевата моќ на веселко и прекрасните ви ножита на ветрана, дали навистина ќе им го разбушавите крсното? Да, така е, цверче. Извини, не сакав да се сомневам във вашата способност да го бушавите крсното, ама навистина, кога последен пат сте ги искористиле вашите моќи? Па, тоа беше одамна, но затоа што немаше потреба од нив. Да, не ги користевме, бидејќи само собиравме грижливи срца. Па тогаш, откаде знаете дека тие значки уште функционираат? Бидејќи е така, мора да е така. Мислам, тие работат, нели друштво? Па, да, се разбира. Ако твоето срце е на вистинското место, значката ќе работи, нели? Така е. Мислам, треба да биде. Мислам дека. Во ред, сигурно е, па сите ми звучите супер уверени, само што никој овде ги нема видено вашите моќи, па само ќе борам да ви верувам на зборот. Не, ама сите ќе ги видат вечерва на бонанцата на значките. Па јас нема да ги видам, бидејќи не сум поканет, но ако вашите значки на крај не работат, секогаш можете да дојдете кај мене. Да, на карневалот на обичните суштества. Се разбира. Обични? Но тоа значи нормални или секојдневни? Обични. Ние? Охо. Па, треба да си одам, но ако одлучите да ја прескокнете бонанцата затоа што сте сватиле дека вашите моќи се слаби, знаете каде да ме најдете. Еј, може да добијам тука мал облак? О, зверче, толку многу си поигра со самодовербата на тие 4 роднини што дефинитивно ќе дојдат на карневалот на обичните суштества. А кога роднините нема да се појават на забавата на грижливите мечињата толку ќе се вознемират што ќе биде уништена бонанцата на значките. Дали пресметките на Зверче се точни? Дали нашите значки ќе бидат буквално неупотребливи вечерва на бонанцата? Не се сеќавам кога последен пат сум ја употребил моќите на значката. Кога било тоа? И зошто сум ја искористил? Што ако ни една од нив не работи, што ќе правиме? Мора да смислиш нешто сјаен. О, па добро, ние можеме да направиме тест, нели? Нели тоа е добра идеја? Така мислам, ама не е доставно, немам срце да почнем прва. Но храбриот, нели е ти? Обиди се, ајде. Добро. Извинете, испуштив нешто? Хеј, подсети ме што правеше твојата моќ, за да знаеме што да очекуваме. Мојата значка не функционира. Имате ли вие оган во вашите стомаци? Се сомневам. Се сомневам. Во ред, сега го изгубив срцето. Јас некако немам инспирација. Сега посакувам чудосно срце да не направи толкова фаба околу моќите на нашите значки. Да, и сите мечки таму очекуваат некаков инспиративен настап од нас. Ама со вакви моки се плашам дека грижливите мечки нема да не засипат со љубов каква што Се очекуваме. плашам дека немам храброст да се покажам на бонанцата без да можам да ја покажам моќта на мојата значка. Па, што ќе правиме? Роднини, мора да се соочиме со вистината. Ние сме станале обични суштества. И мора да ја прифатиме поканата на Зверче. Еј, држи ме цврсто! Престани да се движиш! Така е. А сега спуштете ме нежно. Нежно? Сега треба да ги почекаме тие несигурни роднини да се појават. Бидејќи нема шанса дека ќе ризикуваат да се посрамотат со значките, а без роднините бонанцата на грижливите мечиња ќе биде уништена. Што ви кажав? Отворете вратата! Добре дојдовте на карневалот на обичните суштества, роднини. Па, Зверчиња, пијалаци веднаш!
Pa, роднини, što ви доведе на карневалот на обичните суштества, организиран од зверче? Зарем не требаше да ги покажете вашите моти од значките на грижливите мечиња по прв пат? Сепак излезе дека моќта на нашите значки не е веќе функционална. Само да ви кажам дека загубата на грижливите мечиња е добивка за зверче. Вау! Благодарам, зверче! За роднините! Вие дојдовте на вистинската забава. А сега, нека почне овој карневал на обични суштества. Нека почне! Хармони, дали ги имаш видено роднините? Не, душо, но мислам дека уште ги одмарат нивните значки. Ги одмарат? О не, што ако заспале? Што ако ја пропуштат бонанцата? Знам дека си возбудена што ќе видиш моќта на нивните значки, но опушти се малку, уживај во забавата. Се прашувам каде се? Браво! Зверчиња, не знаев дека вие сте толку храбри. Да, и вашата рутина е толку инспиративна. Да, јасно е дека е плод на љубовта. Не, јас знам дека не е културно да се покажува со прст. Нашите значки светат! Зверчиња, напорно се трудев да ги задржам подалеку од таа лажна бонанца, а сега ненадејно нивните значки почнуваат да сјаат. Тие стомаци мора да се покријат. Ако нашите значки на стомаците светат, тоа значи дека нашите значки функционираат. А ако нашите значки функционираат, тоа значи дека можеме да одиме на бонанцата. Поправо си. Благодарам, Зверче, Зверчиња. Одлично си поминавме на карневалот, но дојде време да појдеме на бонанцата и да им покажеме што имаме. Што мислиш со тоа да им покажеме? Што имаме? Вие имате само стомаци што светат. Навистина, мислиш дека тоа ќе ги импресионира оние мечки на бонанцата? Кога ги гледам тие значки, не знам ни што да мислам за нив. Мислам, ти имаш срце со круна, например? Што е ова, сијалица? Плетена капа? И срце со звонче? Звонче! Не е цвирче! Тоа не е звонче! Тоа е голем и тежок тик! Не! Добра, сега ми е јасно, тоа е голем, тежок тек, само смири го! Извини! Не знам што се случува. Мојата значка не треба да го прави тоа. Извини! Гледате? Дефектната значка на големата ја докажа мојата поента. Ниједна од вашите значки нема да работи. Доста. Голема, пријатна, сјајно срце. Моќите на вашите значки се одлични и ќе почнат да функционираат пред да знаете. Само ви треба поттик за храброст. Поттик за храброст. Не смеам да дозволам тоа да се случи. Не! Дали сте сите добро? Се чувствувам најхрабар до сега. Сигурно ќе се чувствував многу храбра ако зверче не ме блокираше. Голема, немој да го мразиш, зверче. Откако твојата значка е искрши мојата пештера, не знаев што може да ти направи значката на храбро срце. И затоа, кога видов како таа шилеста круна лета кон тебе, си помислив само, оди заштити ја таа слоница. И така беше, да. Благодарам, Без зверче. гајле, голема, пак ќе ти дадам поттик за храброст. Во што е работата, храбро срце? Изгледа мојата значка треба да се наполни. Но не грижи се, набргу ќе биде 100% оперативна. Сега сјајно и пријатно срце се чувствуваат похрабри и нема да бидат нервозни за да ги покажат нивните моќи. Не, нема веќе моќи. Доволна е моќта за храброст.
Види го тоа, пријатно срце. Твојата значка конечно се загреа. Не, овде е веќе доволно топло. Со претејата значка на стомакот веднаш. Зверчиња што се гушкаат. Мило ми е што ја избегнав таа значка. Мяу! Не сакам да ми биде пријатно. Бегајте од мене, бегај! Не го слушај, зверче, пријатно срце, твојата моќ е совршена и благодарение на поттикот од храбро срце и успехот на твојата стомачна значка и јас сум подготвен да ги пробам моите моќи. Но вистина го сакаш тоа сјајно срце? Мислам да силата на храбро срце делуваше и она на пријатно срце, но се сеќаваш на големата, се сеќаваш на кршењето. Замолчи, зверче, јас ќе бидам инспиративен. Роднините стекнуваат само доверба, им се зголемува моќта. Тоа значи дека ќе одат на онаа песна забава. Мисли, зверче, мисли. Мора да најдеш нова идеја за да ја растуриш бонанцата на мечките. Вау! Сега знам. Оваа значка ми даде една сјајна идеја. Тоа и го прави. Која е твојата сјајна идеја, зверче? А сега кога вашите значки се целосно функционални, треба да одиме на бонанцата на значките. Дури и ти, зверче? Да, голема, дури и јас. Да одиме. Зверчиња, тие роднини мислат дека ние сме обични суштества, но многу лесно се лажат. Кога го блокирав поттикот за храброст пред големо срце, се погрижив моќта на незината значка да не функционира правилно на бонанцата. Сега таа ќе им ја растури забавата и ќе уништи. Тие грижливи мечки нема да знаат што ги снашло. Голема пријатна! Конечно сте тука! И сте ги довели од зверче и зверчињата. Знаеме дека не се поканети, но зверче доби идеја да дојдеме тука вечерва. Идеја на зверче? Но јас сите ве поканив. И сите мечки сакат да настапите на вечерашната бонанца. Тоа е работата чудесна. Сите мечки очекуваа голема и храбра премиера од моќите на нашите стомачни значки. Но кога се обидовме да ги вклучиме, од тој цел притисок просто потврлија. А ние не сакавме да дојдеме тука без никакви моки, а вие ги имате неверојатните моки. Затоа кога зверче не покани на неговиот карневал на обичните суштества, одлучивме дека е подобра идеја. Карневал на обичните суштества? Да, тоа е место каде дури и ние без значки на стомакот сме добро дојдени да се забавуваме. О, роднини, многу ми е жал што целиот тој разговор за покажување на вашите моки толку ве загрижил. Само бевме многу возбудени што ќе ги поделите со нас вашите таленти. Но бонанцата е замислена како забавен настан. Нема притисок. Точно. Вие сте добре дојдени да присуствувате без разлика дали ќе настапите. Да, видите ме мене за пример. Мојата значка однодавно почна да функционира, а јас секогаш бев добро дојдена на бонанцата. А зошто јас никогаш не бев поканет, а? Бидејќи чудесно срце секогаш добро се однесува. Зверче, кога ти ќе почнеш така да се однесуваш, ќе добиеш и официјална покана, зверче. Па моја беше сјајната идеја роднините да дојдат вечерва на вашата бонанца. Вистина е, нашите значки почнаа повторно да сјаат на забавата кај зверче и кога се врати моќта на мојата значка, таа го инспирираше него. Да, и сега мислам дека сите роднини треба да ви покажат какви моќи имат, почнувајќи со големо срце. Изведбата на моќите на значките ќе почне кога ќе зајде сонцето. Тогаш ќе ги видиме нивните моќи. Не! Големата беше нервозна заради нејзината моќ и сака да ја тестира пред да излезе на сцена. Дали ќе го овозможиш тоа, Хармони? О, голема, ако сакаш да ја тестираш твојата моќ, само повели. Не брзе и дај се од срце. Благодарам, Хармони. Мислам дека сега можам да поправам една мала работа. Чекај малку, што се случува? Зошто тој див тек се фокусира врз мене? Нека престане, голема, веднаш, нека престане, те молам!
срце мое големо, паметиш кога твојата значка ми ја искрши целата пештера? Памтиш ли? Зошто тогаш не ја растури и оваа прослава? Зошто, а? Кажи ми зошто? Затоа што, зверче, вистинската моќ на мојата значка е да дава голема љубов на сите што им треба најмногу, а тебе ти треба една голема и поголема љубов. Ми треба, срце мое, големо ми треба. Ве сакам мечки, ве сакам роднини. Дај ми шекерче, ајде да се гушнеме. Се ми е простено, нели? Ајде во ред, каде се моите зверчиња? Дојдете ваму, на зверче му треба преградки. Браво! Тоа беше ништо. Ви се верували дека зверче не донесе тука за да ја расипаме вашата прослава со мојата дефектна моќ? Да. Ипоте мате. Да. Нека не ти биде криво, голема. Мојата значка му ја даде таа идеја. Да, и моќта на мојата значка го направи доволно храбар да ја изеде. Па, сега кога ги имате сите своите моки, мислам дека е време да почне бонанцата. Храбро изведено, друштво. Им се допадна. И кој ќе помислеше дека ова го возможи зверче?